Имам, пари немам, чита Александар Станојков. Си било едно момче што викало: имам, ама пусти пари што немам. Кога ќе поминало пред луѓе, се така ќе речело: имам, пари немам, а ако да беше имало некој човек од мајка роден, што да ми стореше едно добро, никој пат нема да му го заборавам, да ми даеше некои 2000 гроши, ќе се сторев царевзет, да после за 2004 ќе му вратев без текла крдија. Денеска, утре, викајќи пред луѓето, се нашол еден богат човек искржав, ама и многу тамавќар што бил, да се полагал да спечели од 2004. Ти ќе беше извел и му дал 2000 гроши. Грабнало момчето 2000 и пошло во царскиот град, си купил едни најуба јалишта, си главил еден ушак за да оид по него и кондисал на еден од првите анои. Ватил да се крева на големо. Секое утро одел на кај што оеле царските луѓе и најбогатите. Сите големци го плаќале кавето 20 пари, момчето го плаќало грош. Го наставил измеќерот да му носи од одаја писма дури да седи на каве, едно по друго ѓоа му иделе од некаде. Сите богати царски луѓе му се чудеа на толку писма што му идеа и на арџењето пари што арџело. Тие се мислеа оти кој знае чиј синет од голема куќа богата. Ватија големците да се конуштисуваат со момчето и чест да му прават што дотука бидуват. Уидисало момчето дома едно сандаче со жолтици, ѓоа се алтани. Клал неколку убави алтани згора што беа му останале за чешит, ѓоа сите се твистински. По неколку дни беше се поболило момчето од навала. Го викнало анџијата при себе и го молило да му викне еден дуовник да го исповеда и причести и да викнат првестиите од градот со царскиот писар за да распореди парите што има за по смртта своја да се распоредат. Кога чу тој збор анџијата, стрча и викна дуовнико и чорбаџиите и граматико царски. Откоја се исповеда и причести, изваде клучот од джеп и отвори сандачето со калпаите алтани. Та зеде неколку алтани што беше и клал озгора арни и му и дал на дуовникот задека го исповедал. Бидејќи сандачето полно со калпи и алтани, светнаа во очите на чорбаџиите и беа се зачудиле на толку многу алтани што имало момчето. Слушај вамо, оче дуовничи и вие честни чорбаџи, што сакам да ви кажам нешто. Бидејќи сме со душа, можеме да умриме и кој што не се родил нема да умрите. Да и јас, како што се гледам на срцето, сум многу болен, може и да умрам. Јас сум од царско колено и од многу далечна страна, што не ќе можам болен да се вратам дома, чунки на патот може и да умрам. Јас бидејќи царско колено сум, зедов еден сандак пари да шетам по земјава и да арџам. Арно, ама ете, овде паднав болен и може да умрам. Да париве што и имам, може да и разграбаат орли, врани сато ми дојде на ум. Да ве викнам и да ве молам да бидите мартири за кај ќе и нарачам да се распоредат за помирачката моја, ако умрам, да се даат и ако рекол Господ да умрам и се даат парите по тие места кај што е мунасип. Кога ќе се научит татко ми, многу ќе се израдува, чунки е многу напошен. Кажите сега чорбаџи, каде е мунасип, да и оставам парите за душа спасение. На која црква, на кој манастир. Откоја кажа тие по кои цркви и манастири да се раздаат, заповедало момчето на граматико да пишува. Пиши, граматиче, 2000 алтани на големата црква, за малата 1000, за манастиро Богородица 1500, за Свети Никола 1200, на Свети Аранđел 1000, на Свети Спас во Стари Дол 1000, на Слепче 750, на Зрзески манастир 750, на попоите што ќе ме пеат по 100
и останатите пари да се разделат по сиромаси и по девојчиња да се мажат и тие сиромашки. Ве молам вие чорбаджи и на душа ви оставам од ова што го нарачувам. Ништо назад да не оставите, а пак, ако речи Господ да оздравям. Не верувам, ама како е Господ, не е никој. Нема да и дам таксаните пари. Тога ќе бидит моje знаење кај ќе дам и кај ќе не дам. Од кој дорекол збороите и се испишаа на книгата, сите чорбаджи судрија мурите на книгата и ја сарламлисаа, та си останале и си ошле секој по дома. Раскажале во целиот град оти едно момче од некој далечни цар, што шетало по земјава, носело еден сандак алтани и било на умирање, та таксало толку и толку алтани по сите цркви и манастири. Тој збор му појде на царо, на царицата и на ќерка му од царо. Царо, царицата беа си рекле помеѓу себе: ако даеше Господ да оздрави тоа царско момче, чунќи од далечна страна, ќе го молиме да го сториме домазет, та толкова богатство што имат. По неколку дни се стори ѓоа поарно момчето и молбите од попоите и игумените што се молеа за да умри момчето и да земат таксаните пари, му излезе напразно. Момчето си оздраве. Неоти беше болно де. Царо беше го викнал анџијата и беше го прашал какво е тоа царско момче и што е. Беше му рекол да го поканит дали имат ниет да се женит и дали би сакало да ја земи цареја ќерка, ама за домазет да бидет. Ватил анџијата да му ја понаумува за цареја ќерка. Асли тој тоа бараја. Во тоа време ватил калпоите алтани да ја врзува во торби и да ја запечатуваат со црвен восок, ѓоаќе и праќат некаде. Кога виде анџијата и момчето се спремало за да си оид, отрча при царо и му кажал ти царското момче и изврза сите алтани во торба и испрати негде да нешто си оид. Еве ти кажувам честити царе, му рекол. Веднаш царо пушти га вазите да го земат од дан. Дошло момчето при царот и беше го прашал царо дали вистина се готвело да се оиде дома, дали лага. Тоа му рекло: вистина честити царе, сакам да си одам, чунти овде не параме бендисуа тавата и за татко ми е жал да не жалит нешто за мене. Слушај вамо, момче, јас сакам еден збор да ти речам, ама треба да знаеш, од јас зборо назад не го враќам. Да од тоа думај сега, али ќе го приимаш добро мојот збор, али не. Ако го приимаш, да го речем, а пак ако не го приимаш, да не ти го велам, колку за тоа страмота немат. Јас сум цар, ама и ти си царски син. Од кога ќе си го речиме зборо напре е поарно. Без друго честити царе, зборот ќе ти го приимам, заер што да ми речиш, му рекло момчето. Кога така, ајде да ми бидиш еден домазет да ти ја давам ќерка ми за невеста. Сега на овој саат да ве венчам, речи сега нека ја Едлија и бакни ми рак, му рече царот. Лели си нашол ти мунасип честити царе, ај нека ја Едлија, зборот твој два не ти го чинам, му рекло момчето. Курдисал царо свадба и го венчал за ќерка си. Поминало некое време и му текна на царо да го прашат како го викаа татко му и во која страна царува. Момчето беше се научило од еден цар името што имал еден син и пред неколку години беше му се удавил во некое море шетајќи. Јас честити царе имам татко, онци на цар што е во тоа царство далечно, ама неколку години што не сум ошол, чунки ми се уде и гемијата и сиот астер и саде јас куртулисав да татко ми не ме знае од сум жив. Кога чу царот зета си што му кажал, веднаш му пратил абер на тој цар, оти син му што загинал некојаш, у негоет и зет го сторил. Едно разбрал другиот царот и син му се изнашол, бирбаш станале со царицата и со големата бабија дошле кај царот. Голем пречек му сторил на свата си Оладжак.
си го избакна момчето, тоа ним рака му бакна и без да го препрашаа дали е вистина тој син му на радоста згоре. Седоа тука бајге време и најпосле Изи му посака сватот да му го прости сина си од домазетлакот и да му го пушти со сеќерка му да си однеси во своето царство. Извоил царо најскапи дарови, го подарил царот, царицата и тебабијата и со голем салтанат и испратил дома. Ете како обидуваат човек хитар да се стори со лага ага. Кога чу тој што беше му дал 2000 гроши, се зачудил и беше добил од 2000 4.